Dobar den. Јас сум Даниела Маневска, предметен наставник по физичко и здравствено образование во Основното училиште Љубен Лапов Скопје. Почитувани ученици, добродојдовте на онлайн часот по физичко и здравствено образование. Денеска ќе се запознаеме со наставната содржина висок старт. Атлетиката е една од најраширените спортски гранки, која представува темел на останатите спортови. Основата на атлетиката ја сочинуваат природните движења на човекот, како што се одење, трчање, скокање и фрлање. Во образовниот процес, содржините на атлетиката придонесуваат за развојот на моторните способности кај учениците и тоа сила и издржливост, брзина, координација и флексибилност. Главната цел на атлетското трчање е да се претрча растојанието за пократко време. Трчањето се врши со активна мускулна работа на телото, која представува главен извор на движењето, при што постои разлика на трчање на долги, средни и кратки патеки. Техника на висок старт. Висок старт се применува во трките на средни и долги патеки. Класични машки средни патеки трки се на 800 метри, 1500 метри, а на долги на 5000 метри, 10.000 метри, а најдолга е маратонот кој се трча 42.195 километри. Во долги стази спаѓа и трката на 3000 метри со пречки. Во женска конкуренција се дисциплините на 800 метри и 1500 метри. Рационалната техника на овие дисциплини се однесува на должината на чекорите, кои се користат во трчањето. Висок старт се изведува на две команди. Првата команда е на место, а втората команда е командата старт или оп. На првата команда на место ученикот или надпреварувачот одскочната нога ја поставува за стартната линија, а замавната нога на околу 2 стапала зад првата, односно одскочната нога. Одскочната нога се поставува на почвата или подлогата со целата должина на стапалото, додека замавната нога се потпира со предниот дел од стапалото на подлогата. Телото треба да е подисправено. На даден знак старт, тркачите брзо стартуваат, при што движењето на рацете го следат ритмот на трчање, свиткани во зглобовите од лактовите под прав агол. Карактеристично за трките на средни и долги патеки е тоа што тие започнуваат со висок старт. Максималната издржливост е основна карактеристика на атлетичарите кои се надпреваруваат во овие дисциплини. Методика на учење на висок старт. Учење на брзо стартување и брзо трчање непосредно по стартот. Должината на патеката што треба да се претрча е 30 метри и потоа имаме уште 20 метри истрчување. Наредна вежба е стартување во стеснат простор, кај што ќе учествуваат повеќе ученици. Просторот ќе биде ограничен со извлечени бочни линии на оддалеченост од 3,5 метри во должина од 50 до 70 метри, каде што ученикот треба да бара простор за пробивање нанапред. Дадени се рекорди за мажи и жени. За повеќе информации погледнете ги видеата на следниве линкови. Ви благодарам на вниманието.